Почитуван председателе Вучич, почитуван премиер Рама, почитувани представници на медиумите, драги граѓани од целиот наш регион, од трите земји, од Западен Балкан 6, кој што веројатно будно ја следите оваа иницијатива која што започнува на иницијатива на председателот Вучич. Му благодарам за оваа иницијатива, заради тоа што, како што кажа и досега моите колеги, никогаш не е доволно тоа што досега е направено. Мораме да работиме поинтензивно, подобро, заедно, и да не бидеме задоволни само со тоа што досега е постигнато. Затоа што дефинитивно нашиот регион, ако ја напреди севкупната соработка во делот на четирите слободи, така познати во Европската Унија, а нешто кое што е желба за нашите граѓани, а тоа е слободното движење на стоки, на услуги, на работници и секако слободното движење на транспортот. Генерално овде мислам дека дефинитивно ќе го создаде она што сите го очекуваме. А тоа е Балкан, кој што дефинитивно ќе биде повеќе почитуван од сите други региони во светот. Балкан кој што ќе биде покомпетитивен за сите други во светот, но и Балкан кој што ќе биде попривлечен за нашите граѓани да останат овде, да работат овде, да го планират својот живот овде, како и попривлечен и за странските инвестиции, кои што ќе можат на еден широк ресурс да ги прават своите планови, како што е регионалната понуда која што можеме да им ја испорачаме. Имаме многу неискористени потенцијали и капацитети за зголемување на оваа наша регионална соработка. Ќе добиеме и повеќе почит и поддршка од Европската Унија, ако самостојно покажеме, како што и денеска покажуваме, дека имаме и дополнителен внатрешен капацитет да ги постигнеме оние очекувања кои што се пред нас, а секако досега не се искористени како потенцијали и можности. Зборува и председателот Вучич и премиерот Рама колку би било едноставно и убаво без пасош да тргнете од Драч преку Тирана, да дојдете во Охрид, во Скопје, да продолжите преку Ниш до Белград. И навистина сето тоа што е најважно е отворено за останатите земји од Западен Балкан 6. Ја користам приликата да ги повикам од наше име сите да се приклучат, заради тоа што Западен Балкан дефинитивно е нешто кое што аспирација на сите во делот на унапредувањето на соработката помеѓу сите нас. Навистина, ова иницијатива која што денеска ја отвараме, испраќа и сериозни политички пораки, дека пораките пред се релаксирање на политичките односи во регионот, кој што е многу значаен. Балканот повеќе не е како во 19. век буре барот. Ова е Балкан на 21. век, како регион на мир, на стабилност, на економски развој, комплетно ориентиран и посветен за заврзување и на интеграциите во ЕУ, но и на унапредување на квалитетот на животот на нашите граѓани. Ова иницијатива секако е отворена за сите да се приклучат. Следниот состанок веќе го дефиниравме, ќе биде во Охрид на 10. ноември, каде што секако ќе и продолжиме конкретните чекори, имаме намера да соопштиме први успеси од ваквата иницијатива, да подпишеме одредени спогодби и договори и да продолжиме понатаму со силна политичка мотивација на нашите институции во делот на унапредувањето на слободниот проток, како што рековме, на луѓе, на услуги, на капитал и на стоки. Дефинитивно, ние имаме честа и како земја кандидат заедно со Република Бугарија да бидеме домакини во 2020 на Берлинскиот процес. Ова ќе му даде само еден нов бустинг, едно ново осознавање, една нова можност за образување на севкупните регионални соработки, кои што секако се е наша аспирација на сите земји од Западен Балкан. Мене ми е драго што дефинитивно сите сме свесни во нашиот регион за потенцијалот и можноста која што постои. Сите знаеме дека треба да направиме нешто повеќе. Сите сме свесни дека досега не е доволно направено. И сите сме со огромна желба да ги направиме следните чекори. Верувам дека преку тоа ќе ги охрабриме пред се нашите граѓани, но ќе посветат и поголемо внимание останатите земји, наши партнери, стратешки, целиот свет, кон овој значаен регион од светот, заради тоа што навистина нашите потенцијали се одлични. Благодарам.